Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. ВМРО-ДПМН е како апсолутен победник на локалните избори со освоени 33 општини во првиот круг и водство во 19 плюс градот Скопје би освоило над 60 пратеника доколку утре има парламентарни избори. Додека пак СДС и Филипче би биле трета партија во некои изборни единици. ВМРО-ДПМН во однос на минатите локални избори има скок од 12.000 гласа, додека пак СДС е во дебел минус од 111.000 гласа. Во однос на добиените советнички места, ВМРО-ДПМН има 550 места во советите на овие локални избори, или во споредба со локалните 2021 скок од 82 места, додека од друга страна СДС има околу 230 советнички места, што е за 166 места помалку од 2021 година. Исто така, ВМРО-ДПМН има освоено и најмногу советнички места во 59 општини и градот Скопје, од кои во најголем дел има апсолутно мнозинство во советите. Почитувани граѓани, историската победа на овие локални избори на ВМРО-ДПМН се должи на успешната работа на градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМН изминатите 4 години, како и работата на владата предводена од ВМРО-ДПМН и председателот Христијан Мицкоски, кој ги поддржа општините како никогаш досега. Затоа продолжувам и понатаму со работа и со реализација на она што е ветено. Граѓаните го направија вистинскиот избор. Избраа работа, избраа проекти, избраа вистински луѓе на вистински места. Ги повикуваме граѓаните на 2 ноември, на вториот круг од овие локални избори, повторно да излезат и да ги поддржат кандидатите на ВМРО-ДПМН со заокружување на бројот 9. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Да, каков е ставот на ВМРО-ДПМН по однос на изјавата на Билата Сами за албански медиум дека ги повикува и најавува дека ќе дадат поддршка за кандидатот на ДУИ во Кичево, наместо на кандидатот на ВМРО-ДПМН, дали тоа значи дека се напушта оној предизборен договор кој што беше како владини и коалициони партнери, и каков ќе биде ставот во ваков случај на ВМРО-ДПМН во Тетово, дали ќе се даде поддршка? Благодарам на прашањето. Ние, како што знаете, сме за обединување на вредности, наместо етнички прашања и теми кои што предизвикуваат поделби во јавноста. Тоа го очекуваме од сите политички зрели фактори, затоа што секое спротивно однесување на тоа е слично на ДУИ, кое што беше жестоко поразено на овие локални избори. Постои ли некаков разговор со вредино оваа тема, со оглед на тоа дека сами отворено практично и повеќе во останатите места каде што ќе има втор круг, особено и Бревеница и Думен? Како што кажав, пак ќе повторам, мора да бидеме обединети околу вредности, наместо да разговараме за национални теми кои што доведуваат до некакви поделби. Секое спротивно однесување на тоа е слично на ДУИ кои беа поразени жестоко на овие локални избори. Благодарам.